Набавка на возило за смет за општина Чешиново, Облешево и набавка на мултифункционална машина во Штип, како и реконструкција на образовни институции во Кочани и Пехчево. Се двата проекти со кои Центарот за развој на Источнопланскиот регион конкурираше до Бирото за регионален развој. Директорот на ИПР Трајче Здравков потенцираше дека за овие проекти кои треба да се реализираат оваа година, од Бирото се предвидени 8,5 милиони евра. Првиот приоритетен проект кој што го утврдија градоначалниците од Источнопланскиот регион е набавка на возило за смет за општина Чешиново, Облешево и набавка на мултифункционална машина за општина Штип, односно метларка со повеќе додатоци за повеќе намени. Вториот проект кој што го аплициравме е реконструкција на училиште во општина Кочани и реконструкција на кровна конструкција во градинката во општина Пехчево. Тој додаде дека во завршна фаза се проектите од претходната година, кои се финансираат преку програмата за рамномерен регионален развој. Изградената нова ламела за домот за стари лица во Берово веќе е завршена и во неа се сместени 24 лица. Вршени се и претходните проекти, односно веќе е предаден на употреба старечкиот дом Иван Влашки во општина Берово, веќе таму има и корисници во старечкиот дом, односно преку Центарот за развој на Источнопланскиот регион е изградена нова ламела со капацитет од 24 нови корисници. Излетно рекреативен центар во општина Провиштип, односно во местото Пишица, каде што се изградени летниковци со урбана опрема за посетителите за излет и рекреација, и во завршна фаза е реконструкција на општинската зграда во општина Виница. Реконструкцијата на зградата на општина Виница опфаќа нова фазада, прозорци и поставен лифт.